На пригодна свеченост по повод ослободувањето на Битола која се одржа во Народниот театар беа доделени 4 ноемвриските награди на најзаслужните. Наградите беа доделени според одлуката донесена на управниот одбор на фондот за наградата 4 ноември. Наградите на добитниците им беа доделени од градоначалникот на општина Битола Владимир Талески, кој честитајќи им го признанието, на наградените им посака уште многу нови резултати и уште поуспешна работа. Ова е голем ден, ова е свечен ден, ова е ден кој што е запишан со златни букви во историјата на Република Македонија, а со тоа се разбира и уште повеќе со златни букви е запишан во историјата на нашиот град Битола. Вие знаете дека традиционално го чествуваме и во оваа прилика ја даваме должната почит кон сите оние млади животи кои што се положени и се втемелени во она што го имаме денеска и што го живееме, а тоа е современа, независна, суверена Република Македонија. Должна почит кон нив и должна почит кон сите генерации македонци кои што дале свој влог за ова слобода која што имаме денеска. Општинската награда 4 ноември за животно дело годинава е доделена на Милица Шперович Рибарски, пианист, заради нејзиниот придонес во афирмацијата на Битола и уметноста и културата во Битола и Македонија. Останатите добитници исто така истакнаа дека ваквите награди се подстреки понатаму да работат со исто темпо. Ова е огромна чест за мојата мајка и за нашето семејство. Мислам, заслужено ја доби. Мојата мајка е прв магистар по пијано во Македонија. Многу има направено за градот Битола преку фестивалот Интерфест Битола, донесувајќи бројни уметници од сите континенти во текот на 25 години и со огромна љубов и пожртвуваност работи. Да се добија, према мене, ова е една од највисоките награди што можеме во градот Битола да го освоиме. И ова ни дава поттик да се трудиме уште повеќе да работиме како невладина организација, да се бориме што е можно повеќе животот на пензионерите, не само во материјална страна, тоа за материјалната страна се бори владата, ама и ние како дружение да му помагаме и да му што е можно да животот ни биде поинтересен, организирајќи му разни приредби, забави, екскурзии и така натаму. За нас е чест и задоволство да се добие ваква награда, во исто време и мотив за реализација на идни проекти на нашата фирма, со кои се надеваме ќе бидат гордости на нашиот град. Синокешното чествување на денот на ослободувањето на Битола заврши со музичко-сценски перформанс Битолска арија, на кој настапија Игор и Ана Дурловски, како и актери од Народниот театар.